Благодариме, Мартин. Ние наредниве минути во Македонија наутро отвараме нова тема која што исто така е актуелна и за која што исто така треба да се говори гласно, бидејќи ни се неопходни промени. Чистењето на оџаците, дали знаете дека за 30 до 40% го намалува аерозагадувањето? Ова го покажуваат последните анализи. Но ја испочитуваат граѓаните и правните субјекти законската обврска? Годишно имаме некој просек од 150 пожари од неисчистени оџаци, па затоа тука се поставува и прашањето дали овој просек е поради невниманието на граѓаните, бидејќи не зборуваме само за аерозагадување. Тука ја отвораме и темата и од безбедносен аспект. Токму на ова тема разговараме со господин Ѓуро Поповиќ, еден од собствениците на меѓу најстарите оџачарски компании во градот. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде на самиот почеток, какво е вашето искуство, колку енергетската и економска криза која што ја живееме изминативе години е причина за пораст на бројот на повици на оние граѓани кои што, да речеме, се вратија на овој начин на грејење? Па видете, не би рекол дека се вратиле. Сепак тоа е некоја традиција кај нас која што е уназад цела историја, што е наназад научени се посебно во делот на руралните средини. Добро. И во местата и општините во поголемите градови каде што доминираат физичките куќи, индивидуалните објекти. Видете, на начинот на грејење во принцип треба да се гледа и економски, каде што сега во моментов прашањето е на таа тема. И кога ќе разговараме со самите корисници што имаат оно познатиот смедеревац што го имаат во своите куќи, они тука обавуваат неколку функции. И грејењето, и готвењето, и одржувањето на топлата вода, каде што они тоа го користат и во летните периоди. И многу тешко може да се наметне тој дел дека треба да го тргнете, да предете на друг начин на грејење. Меѓутоа, оно што сакам јас да го потенцирам и што е актуелно и важно, потребни се некои по мене што ги одбрав, пошто сме лимитирани со времето, некои 3 работи што треба да одат и као пропаганда, и посебно до корисниците на грејење од тврдо гориво, тоа е дрвото, ќумурот. Да почнам најпрво од делот каде што мислам дека и државата треба да има едно поголемо влијание, тоа е начинот на сечењето и складирањето во складовите на дрвата, нив ги потенцирам. Каде што ние бевме пред некоја година на една обука во Република Германија, Нинберг, и они целосно, сите тие предавачи, професори, тврдеа дека грејењето и согорувањето на дрвената смеса, посебно на дрвото, може да биде еколошко грејење, што кај нас е тоа да наречам несвојствено. Меѓутоа, кога ќе се запазат некои параметри што они кај нив дури мора тоа така да биде, не дека кој сака или може, тоа е, зборувам баш сега за складовите, каде што и продажбата на самата огревна смеса на дрвата не смее да излезе кон корисниците со влажност помала од 20%. Мислам поголема од 20%, мора да биде таа влажност. Втора работа, од кога ќе се пренесе таа огревна смеса во самите домови, начинот на чување на самите дрва има огромно влијание. Кај нас се уште е научено да се складираат во несоодветни услови, каде што и да е суво ќе го влага, ќе го фати, во подрумски простори, нема луфтирање, тоа, затоа кажаме да пропаганда треба да се направи, да во самите дворови се направат посебни, они ги викаат тамо као купеа, каде што од доле треба да е подигнато минимум 20 сантима, да се наредени исцепени дрвата, не да бидат цели обли трупови, па после да се цепат, да биде земена као просек негде околу 12 сантима самата таа цепаница, да биде ширината, радиусот што е во неја, така складирани да цело време идат на провев и они ја добијат и
повеќе намалување на влажноста на самото дрво. Тоа се стандардите основни. Тоа се стандарди кои што порано повеќе се почитува. Јас се сеќавам порано баба, дедо, кога одевме баш дрвата беа наредени како што кажувате вие како во библиотека, како книги. Така е. Се знаело и зошто е тоа. Ова го кажувам затоа што една од причините за настанување на тие смоласни наслаги во оџаците, каде што и тема сега на државно ниво, нели, загадувањето, опожарувањето, све се тие неколку работи, начинот на складирање на чување, влажноста, недоволната изолација на самиот оџак. Што видите, постои едно правило во целиот свет. Ние ако зборуваме дека во Германија на газ се греат, на не знам, на некои работи, меѓутоа огромен процент и тамо се греат на тврди горива. Така. Сега, многу пати знаеме да го впериме прстот само во институциите, меѓутоа, еве, имаме и работи кои што можеме ние да ги правиме за да придонесеме, кога и го споменавте, аерозагадувањето, но и безбедноста. Колку ја почитуваме законската обврска да се исчистат оџаците? Каква е ситуацијата на терен или тука наоѓаме дупки во законот, па сами пробуваме да ги закрпиме како граѓани? Воедно и кај правните лица, не само кај физичките, да. Дупка нема во законот. Мислам, законот ние секогаш знаеме, во смисла кажав, секогаш ние знаеме да ја скевираме како граѓани од нешто. Законската обврска од кога се донесе законот за изменување и дополнување на директијата за заштита и спасување, и потоа се донесе, тоа е 2008, 2010 се донесе правилник каде што важи на ниво на цела држава како подзаконски акт. Е децидно напишано каква треба да биде динамиката, начинот, условите, санкциите, сите работи што се опфатени, да. Меѓутоа во пракса можам да кажам за физичките лица сега зборувам, не за правните. Никој, ни еден до сега од нашето искуство не ја почитува таа динамика, а таа динамика гласи, значи 3 пати чистење на оџакот во годината, од кои 2 пати во грејна сезона и еднаш вон сезона. Ние сепак се уште сме најсреќни и еднаш да не се јават во годината и тие ги веруваме на нив дека се едни од тие еснафи кои си го тераат теркот, нели секоја година си го чистат. Значи, ни еден до сега не сме имале случај каде што се запазило тој начин на одржување. Дел од граѓаните кои што сакаат да заштедат средства сметаат дека сами можат да си ја завршат работата. Си играат ли со оган, условно кажано, кога станува збор за само чистење на оџаците? Па да, можам да кажам сигурно дека си играат со оган. Тоа може да тоа е пренесувано, пак по традиција ќе кажам дека секој сам ќе си го запали оџакот, ќе се исчисти, и тоа така било, и некогаш и телефонски кога комуницираме, се разубедуваме како е што е, меѓутоа при секое палење на оџакот и да не дојде до опожарување, него само као и порано што се ние ги палевме за да се исчистат тие креозити, тие наслаги што предизвикуваат пожар, секогаш постои оштетување на самиот оџак. Че секое палење, тоа нормално, таа температурна разлика предизвикува пукање на циглите, пукање на фугата, треба да се провери оџакот во каква состојба е. Можам да кажам, значи најискрено зборувам и за правните лица, и за посебно за котларниците и за домашните, употребата домашна на ќумбињата во куќите, не се внимава на најголемиот дел во под кровот. Ова и јавно го кажувам, каде што е најголемата опасност за настанување на пожар. Сите ќе го направат оџакот убаво да изгледа и надвор од кровот ќе го иззида се. Меѓутоа, оној дел кај што е дрвената конструкција, каде што пожарот тука почнува, тоа е секаде каде што име, да речам, на 80% оставен така. И од тука почнуваат тие, не дај Боже, неубави работи. Сега да докажем и за правните, се беше за делот на физичките. Правните субјекти, кај нив е малку поголема динамиката, можам да кажам дека 10 до 20% и се придржуваат на таа динамика, меѓутоа 80% не. Не знам, значи зборам, нашто не се обратиле, да, ова. Инаку таму е малку по-ригорозна динамиката, со тоа што таму има и поголем ефекти на економскиот дел, со тоа што научни трудови се докажани дека 1 милиметар наслага на самиот дел на ѕидовите или цевките во котларниците заштедува 10%. 2 милиметри 20, 3 милиметри 30. Ние наидуваме во сантиметри.
Можете да мислите колку тоа се големи трошачи на енергетски горива, дали е тоа нафта, дали е дрва, дали е мазут. И сега се поставува прашањето зашто во законот вика дека треба 6 пати годишно да се чисти или во превод еднаш месечно во сезона на грејење и еднаш вон сезона. И сега делува дека тоа е многу, меѓутоа ова што ви го кажувам како доказ, сите тие отстранувања на тие прљавштини, саѓи, можат многу да допринесат до намалување на загодувањето. Така. Го објаснавме начинот на чување на дрват, како вие препорачуват, но и начинот на ложење исто така многу важен. Апсолутно. Зошто? Ние се трудиме оджачарите не е само да дојдат и да исчистат инсталацијата која треба да се исчисти. И да донесат среќа. Тоа Тоа сакам за крај да го прашам. Се уште важи, тоа и добро сме припатени, од тој аспект, тоа да. Меѓутоа, така е, ложењето има огромно влијание во целава ситуација, ако не и најголемо. Ретко кој се придржува на каталошките делови на самите огревни средства, дали се тоа ќумбиња, шпорети, камини, котларници, нели, од производителите. Сепак и тоа, затоа кажав, една пропаганда треба да се оди. Почнувањето на таа кондензација, тоа си е научно докажано и математички, нели, израчунато, не смее да биде под 57 степени. Загревувањето на самото огревно средство. Зборам за предметот, дали е тоа котел, ќумб или ово. Исто така, излезот на димот низ оџакот не смее да падне под 87 степени. Тоа се границите, нивоата каде што под нив, кога влие над притисокот, почнува таа кондензација што уствари доведува до наслаги кои се залепуваат на самите грејни тела, на оџаците и понатака до опожарување. Сега, некаде нема, затоа на сите им кажуваме, гледајте го од производителот, каталошкиот дел, димензијата на оџаците која да биде, гледајте температурата, промаја која треба да се запазува. Меѓутоа, кај нас се уште постои она, ќе го наложиме навечер, ќе го пригушиме, за да имаме сабајле жар да го подпалиме, на ново да не палиме. Да не се мачиме. Меѓутоа, тука настанува тој проблем. Што не се сите трајно жаречи печки, па да може тоа да го приспособат со промајата. Сега во контексти на следната тема од Охрид, често знае да ни изненади Берово Крушево во овој период да биде загадено, да кажат имаме аерозагадување. Знаеме дека таму нели се користат дрвата за огрев често, но колку нечистите оџаци предонесуваат за поголеми параметри во овие планински места. Па еве ви кажувам. Така? Значи, ако се припази, све ќе биде еколошко грејење. Така, ако не се припазува, ќе остане на ова што го зборувам. И не изненади податокот, еве заедно ќе го погледнеме Аленковското вклучување на колешката Сонја Рилковска, ви благодараме што ни дојдовте. Не изненади податокот дека Струга, да речеме, еден од градовите кој што има високо аерозагадување. Тоа е последната студија која што е направена, тоа е само еден од градовите. И сега оно што ни интересира е прашуваме Сонја, каква е во моментов, какви се податоците кои што се однесуваат на Охрид и на Струга и колку граѓаните и правните субјекти во овие два града имаат обичај да ги чистат редовно оџаците? Така е, добро ви утро повторно. Утрово од она што успеав да проверам во одмерните станици во брегот на Охридското езеро, имаме некое просечно загадување, присуството, концентрацијата на PM10 частичките е некаде над 40, но убаво кажавте, Кики, за жал последниве години и на брегот на Охридското езеро имаме забележително аерозагадување. Да одговорам само на прашањето колку, не успеавме да собереме податок колку од граѓаните и правните фирми ги редовно ги чистат оџаците, но знаеме дека 80% од предизвиканите пожари во текот на зимската сезона се однесуваат токму на неисчистени оџаци и од територијалната противпожарна единица постојано упатуваат апел до граѓаните и до фирмите редовно да ги чистат оџаците. Во однос на аерозагадувањето и тоа дека двата градови на брегот на Охридското езеро високо котираат последниве години на листата загадени градови, зборуваме со екологот Лазе Наумовски. Добро ви утро, Наумовски. Некои податоци велат дека токму грејењето на дрва
е фактор број 1 за тоа што имаме високо загадување. Што мислите вие, Лазар? Видите, горењето на дрва се стварат голема част, се сврли во атмосферата и се загадува воздухот, што за жал треба да се она што го предложи министерот за животна средина, што попрво да се изврши гасификација на Република Македонија, ако сакаме да се последиците од самото закадување бидат многу помали, без некои поголеми здравствени проблеми на граѓаните од Република Македонија да посегнуваат со самото такво загадување, а исто така и дрвата што се користат треба. Мој став е дека дрвата што се користат треба да се суви, односно пресечени во јуни месец и донесени во домаќинствата и да ги користат затоа што сувите дрва помало ствараат чад и тој чад е полесен и високо заминува во атмосферата без да остане ниско кај луѓето да користат за дишење, а понатака во септември месец, октомври да не се сечат сурови дрва, затоа што ако сакаме да имаме чиста животна средина во Охрид и во другите градови во Република Македонија. Така, Лазар, но покрај грејењето на дрва има и други фактори. Некои велат дека на тоа влија и масовната урбанизација. Нема проветрување едноставно во градот и затоа во ноќните часови имаме толку висока концентрација на дрва. Видите, тоа е резултат што се и во Охрид, во се градат многу згради. Сега се блокира влијанието од микроклимата од езерото да може да се створи движење на воздухот поладен и да може да врши струењето, да се растеруваат оние сите нечистоти кои се ствараат. Али, мислам, најголемиот проблем е што во Охрид, например, нема многу градски зелени појаси. Тие градски зелени појаси, овие нечистоти што се ствараат со течењето на колите и на прашина и издувните газови, што се освободувањето на горивото, тие листови кои се крупни, со самото движење ќе ги абсорбираат на себе, ќе ги задржат значи на листовите и ќе се и со нивната активно ќе се намали CO2 во изфрлениот и прашината ќе се задржи и нема да имаме вакво закадување што денес ние го сеќаме во еден ваков туристички град како што е Охрид. Така, дали на ова загадување има влијание и депонијата во Буково? Видите, депонијата е проблем не само на Охрид, во цела Република Македонија. Ние имаме депони каде не се уште направени оние регионални депони каде треба отпадот да се преработи и да се добие некој финален производ кој ќе донесе некои добивки во интерес на градовите и за граѓаните да презема нешто во защитата и на градовите. Али за жал тој е проблем кој денеска се врши во Република Македонија во сите депони, кој ќе се наполни депонијата, повишето не може да се собере отпадот затоа што не се преработува во Македонија и знаете што се врши? Се врши намерно палење. За да се намали масата. Со палењето на депоните се намалува масата 80 до 90% и се ствара услови за понатака после да се носи нов отпад, али она што со самото согорување големи нечистоти се изфрлуваат во атмосферата со чадењето, со материјали што загадува, се ослободува големи метали, некои што загадуваат и луѓето после ќе го осеќаат во средината каде живеат во градовите. Така ви благодарам многу Наумовски што бевте дел од утринската програма на македонската телевизија. Кристина Ване, тоа беше разговорот во однос на аерозагадувањето во Охрид. Благодариме Сонја за информациите и разговорот.